Почнуваме со вториот разговор, а тоа е на тема сиромаштија. Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштијата е во студиото на телевизија 24. Билјана, ти благодарам што ја прифати поканата. Секогаш ми е драго. Ви благодарам на поканата. По објавата на социјалните мрежи дека Европската унија донесе стратегија против сиромаштијата, веднаш ти искомунициравме и ми се виде многу интересно за комуникација, што донесе Европската унија и како активисти вие барате сега тоа да важи и за нас, за нас Македонија како земја кандидат за членство во Европската унија. Одиме со ред. Јас многу долго галамам на темава, бидејќи сум подпредседател на Европската мрежа против сиромаштија, една од 5 подпредседатели. И Европската мрежа се појавува како носител на активностите од граѓански сектор, како представник на граѓанското општество. И ја турка таа работа веќе 30 на години. Јас сум таму последниве 5-6 години. И тоа е времето во кое што се интензивираа напорите да се направи сеопфатна европска стратегија за намалување на сиромаштија. Значи оваа иницијатива доаѓа од вас на 30 на години има падни стани. Претходно се почнувани такви документи, меѓутоа никогаш не се официализирани и завршени, и ова е огромен успех на ниво на Унија. Добро. Очигледно станала потребата многу голема да се донесе стратешки документ, и за разлика од нашите стратешки документи кои што имаат стотини кусур страни, ова е документче од помалку од 30 страни. Меѓутоа она што е многу важно е дека и во предлогот на Европската мрежа, меѓутоа и во конечниот текст на стратегијата европска стои предпристапниот момент на земјите кандидатки за членство. Иако стратегијата се однесува на членките, они велат ова е патоказ како ние ќе комуницираме со кандидатките за полесно заедно да го минеме процесот и во моментот кога тие веќе ќе бидат нели членки на ЕУ, да можат да го фатат чекорот. И сега мојот муабет од 2024 преку сите состаноци со представници на Европскиот парламент, секако не одам јас сама, него со колегите од Европската мрежа, меѓутоа како представник на земја не членка на ЕУ, меѓутоа европејка, мојата улога беше да укажам дека е многу важно да овие земји не се остават на маргините, заради тоа што никогаш нема да го фатат чекорот. И дополнително, кога они зборуваат за недокументирани мигранти, за азил, за луѓе кои што доаѓаат и нели им се нив проблем, во суштина зборуваат за нас. Од друга страна, нашите луѓе, доколку не се во целината, остануваат незаштитени, дискриминирани, со нарушени работнички права. И од тука целата дискусија се водеше за тоа како ние како еден континент да си помогнеме меѓусебно да изградиме една голема нели приказка во која што никој нема да пропаѓа. Туку само ќе биде подобро и подобро. Идејата беше да се преку оваа стратегија да се мапираат сите точки кои што принесуваат кон искоренување на сиромаштијата, како што ние од ЕАП сакаме да кажеме, или како што они велат во намалување на сиромаштијата. И ова намерно го кажувам бидејќи има разлики помеѓу тоа што се бараше и што се доби на крај. Меѓутоа, идејата беше да се опфати мултидимензионалноста на сиромаштијата и да се опфати целиот животен циклус на еден човек. Значи, да имаме ние преглед. Слика, што е тоа што придонесува, како може да превенираме, кои ни се фактички чекори со кои што нели ќе влијаеме и конечно како ќе измериме дали ова што го работиме е добро или не. И во суштина мене ми ова е исклучително важно бидејќи јас со години го повторувам истото дека нашата влада треба да го направи. Зошто Европа сега го носи? Рековте 30 години падни стани. Почна се чувствува сиромаштијата во Европа? Не, почна се чувствува, него сериозно е голема сиромаштијата, значи зборуваме за милиони. Значи зборуваме за милиони луѓе. Кога згусна сега се носи, така? Овој пакет сега кој што се промовираше минатата недела, не е само стратегија против сиромаштија, туку е дел од еден поширок пакет во кој што се вклучени и правата на лицата со попреченост, меѓутоа и бездомништвото. И ако ги поврзете со секторите во Европска унија, ќе видите дека во изминатите години кризата која што не зафати после ковидот, економските трошоци кои што постојано растат,
трошоците за живот кои што стануваат неподносливи. Кризата во домување која што европејците многу посилно очувствуваат од нас, направи да и самата Европска комисија фокусот го стави на социјалните права, на енергетскиот сектор и на домувањето. И сега крос-катинг, нели? Транзицијата, реновирањата, Европа почна да се спасува. Онаму каде што не се веќе толку комотни како што беа. Никогаш веќе нема да биде таа комоција вратена, бидејќи се разнишаа основните вредности. Кога зборувам за основни вредности, ние сега освен што следиме документи, следиме и политики кои што се реформираат. Добро. Следуваме наративи кои што се реформираат. Значи, ако во еден момент зборувавме за намалување на сиромаштија, сега зборуваме за намалување на сиромаштија, ама од аспект на зајакнување на конкурентност и продуктивност на економијата. И тоа е еден десничарски наратив кој што сега е многу јак. Од другата страна, ние како платформи, како мрежи против сиромаштија, гледаме дека па социјалната исклученост станува се поголеми, процентот на сиромашни граѓани кај кои што отсуствуваат основните услуги се многу поголеми, па велиме сиромаштијата треба да ја гледаме од аспект на почитување на права. Значи не може вие да барате само конкурентност, а да не почитувате работнички права. Не може да зборувате за една продуктивна економија, да зборуваме во исто време за вработени сиромашни. Значи, Европа ја стисна војни, ја стисна економска криза, ја стисна многу работи и они во суштина реакцијата ја прават да може да внесат малку повеќе економски труд, човеков капитал во економијата. Ние го користиме моментот да влијаеме и успешно се покажува тоа дека сме искористиле добар момент на преговарање, бидејќи инаку ќе беше проблематично. Сега е моментот. Сега беше моментот. Time is now во делот на искоренување на сиромаштина, значи времето е сега, е кампања која што се води од 2019 година на европско ниво и постојано секоја година се повторува, се застапува. Навистина сега дојде моментот. Кои држави, каде е најкритично? Може да се каже така? Немам некоја евиденција, меѓутоа секако овие нашиве комшиски, Бугарија, Романија, најновите членки. Да, Кипар, значи земјите кои што се помали. Кај нив веќе се чувствува сериозно. Се чувствува. И многу е различно кој аспект ќе го зафатите. Значи, ако зборуваме за домување, бездомништво и трошоци поврзани со домување и струја, Португалија и Шпанија најмногу. Таму беше и крахот лани кој им се случи со енергија. Затоа е многу интересно и затоа е многу комплексна оваа стратегија. Се моите очекувања не се дека ние сега ќе седнеме па ќе препишеме нели се што е тука. Меѓутоа моите очекувања се дека ние сериозно внимание ќе му посветиме на документот, затоа што се поклопува со сето она за кое што ние се застапуваме тука во изминатите, не знам, десетина години. И да кажам дека ние од 2020 година немаме никакво документче кое што се бави со оваа проблематика. Значи не само што немаме стратегија, немаме програма, немаме one pager, памфлет, немаме ништо. Значи немаме човек кој што во владата е задолжен да го следи намалувањето на сиромаштијата. Ние имаме министерства кои што парцијално се задолжени да програмските политики нели ги следат и ги прилагодуваат на потребите, меѓутоа ако го видите процентот на сиромаштија, тој не мрда. Не може да кажеме дека се намалел. 22% сме и сега манипулацијата е 0,1%, 0,2% и тоа го покажуваме како успех. И што значи секој пети сиромашен во земја која што е представена како трета европска сила? Економска. Знаете како ги видов малце статистиките? Премиерот ли вели дека сме трета по економија во Европа, според раст на бруто домашен производ. А имаме секој пети, еве ние сме двајца тука, имаме тројца камермани, еден од нас е сиромаш. А живееме во третата економска сила. Значи, многу се интересни дискусиите кога се со представници на институциите. Они велат вака, мора да намалиме младинската невработеност. Јас се согласувам дека младите не треба да бидат невработени. Меѓутоа, мене дилемата ми е да ја намалиме на начин што они ќе прифатат било каква работа за да го полнат буџетот со даноците кои што ќе ги плаќаат, или сакаме да им обезбедиме квалитетни работни места со достоинствена плата,
развој и раст во државата. Така и услови за работа. Од тука ние можеме да бидеме и прва економија во Европа по економски раст, ама ако ние не редистрибуираме и ако луѓето нам ни се само рака за правење пари, а не луѓе кои што треба да ги уживаат своите права, ние никогаш нема да имаме пристап кон намалување и искоренување на сиромаштија. Да не се лажеме, ние не целиме да имаме сиромаштија нула, ние велиме Тоа е невозможно, така ние велиме овие проценти да ги приближиме барем на европските кои што се некаде околу 14%, затоа што сега овие кои што јас ги зборам 22% во 2024 во суштина биле луѓето кои што доколку биле самечко домаќинство, значи еден човек се живеел сам, имал помалку од 15.000 месечно. А доколку било двајца родители и две издржувани деца, помалку од 32.000 месечно. Немам информација како е 2005-2006, бидејќи статистика не го вади тој податок, меѓутоа може да претпоставиме дека е многу повисок заради сите проценти. Во исто време, ако ја видиме синдикалната кошничка сега, и ако видиме синдикалната кошничка тогаш, ќе видиме разлика од повеќе од 10.000 денари, ама ако ја видиме минималната плата сега и ако видиме тогаш, ќе видиме разлика помалку од 5.000 денари. Значи, бројките знаат да бидат прилично зезнати, ако се гледаат само како бројки. Така. Ама во суштина, бидејќи ме прашавте кои се сиромашните, значи не бројката на едно родителско семејство, едно самохрано семејство и бројката кај сиромашни на повеќе генерацијско пренесување на сиромаштија со повеќе деца и едно самечко домаќинство кој што сега е во криза, изгубило работа и 2 месеци нема работа, паднало, ама многу лесно ќе стане, апсолутно статистиката ги брои како еден. Нашата економија не ги таргетира како посебни сегменти на кои што може да им помогне со специфични мерки. Да, како да им помогне кога нема мерки, кога нема програма? Тука е улогата на овие стратегии против сиромаштија, бидејќи они во колони, да речам, ги скицираат различните ризици со кои што се соочува населението. И во Европа најпогодени се повеќе детните семејства и самохраните еднородителските семејства. Не е дека ние сме чудо, сега ние не знаеме како да се спасиме, или дека ние сме најлоши. Не, разликата е во тоа што дали сакаме или не сакаме да влијаеме на ситуацијата и како сакаме. Дали сакаме на луѓето да им даваме малку парички од време на време, за да ни аплодираат на избори, ама да ги држиме зависни, или сакаме од нив да направиме стабилни семејства, луѓе, индивидуи, деца, нели, млади, кои што ќе можат продуктивно да го обликуваат општествениот дискурс. Ние дотаму не сме стигнале. Нашите млади кои што си одат од државата, не си одат само заради тоа што нема пари, туку заради се ова кое што јас го зборувам. Хоризонтално и вертикално можноста да тие, нели, се најдат и придонесат во општествениот развој. Да одиме со ред. Документот го имам и јас пред мене, фокус на животен циклус вели детска сиромаштија, сиромаштија кај младите и активното старење. Значи, од самиот почеток на животот треба да се направи стратегија како тоа дете да не биде сиромашно. Ние сега следиме како националната развојна стратегија, која што се направи пред некоја година, спуштаме во програми надолу. Добро. Беше прилично актуелно изминатиот месец околу демографските карактеристики, денови имаше разни, нели, демографски старееме и што ќе правиме. Да. Ако демографски старееме, во овој циклус, значи дека на најстарите треба да им обезбедиме безбедност со пензии, да може да си ги потрошат трошоците за живот, значи не очекуваме дека тие сега допрва чудо ќе направат, ама велиме за нив е најважна грижата, значи социјалните услуги. И социјалните услуги полека се воспоставуваат и секогаш имаме грижа за стари лица во домашни услови како најекономски исплатлива мерка. И најпотребна затоа што имаме најмногу стари лица. Сега ќе се вратам кај услугите, кај младите и кај децата. Ние услуги за млади и за деца немаме. 3 пати Европскиот извештај ни вика мора да имате услуги за целиот животен тек, ние викаме добро. И па немаме услуги. Сега нема да елаборирам зошто и како, ама велам дека што недостаток, какви услуги немаме? Немаме социјални услуги, кои што
еден млад човек кој што се соочува со проблем лесно да биде вработлив, или е дискриминиран, или има потреба од психосоцијална поддршка, има проблем со зависност, има проблем со ментално здравје, има проблем со... И тој е оставен сам на себе? Со семејно обкружување, тој освен тоа што може да оди во агенција за вработување и да му понудат некоја работа и да биде таму во делот од мерките на НЕТ, тоа се млади кои што не се во образование и не се вработени, друго нема што да прави, значи може во нека невладина да оди да волонтира и што е уште полошо, веројатно ќе се вработи прекаријатно, без работнички права, без... Ајде да се вратам. Тука е убав пример како може да бидете вие како може да ви се нарушат правата, а при тоа системот да не го занимате системот. Значи вие ако сте од семејство кој што има ниски приходи и сте млад човек, вам пари ви требаат. Да. Вие наместо да имате поддршка од државата, да може вашето образование, вашето знаење, вашите афинитети да се развијат до ниво да заработувате добро од тоа што го знаете и го сакате, вие ќе мора да прифатите било што. Само да дојдете до парите. Било што значи откажување од сопствениот развој, или ќе ви настрада здравје, или ќе ви настрада социјален живот, или ќе ви настрада обкружување, значи некако вие веќе економски државата ве става ветурка во сива економија и нема ќар од вас. Наместо да ве однесе таму каде што треба да бидете вие среќен работник, нели? А од друга страна ве губи како активен член на општеството. И кај младите се поврзано со децата, зашто е важно да го фатиме целиот животен циклус. Убаво кажувате. Ако ние се утепавме од кажување дека секој трето дете во Македонија е сиромашно, и во исто време викаме, ние правиме мерки за младите да ни останат тука за да прават деца за демократски да се издигнеме. Какви деца сакаме ние? Сиромашни? Дали ни е тоа важно нам како држава? Ако ни е важно како држава да ја зголемиме демографијата, да имаме повеќе деца, мора да обезбедиме услови тие деца да растат во здрави, среќни, богати семејства. И бидат успешни. Инаку ние сме утнале работата како држава. И дополнително, ако е секој трето дете сиромашно, какви се младите? Па веројатно секој трет млад од старт ни е сиромашен. И потоа влегува, нели, дали ќе се снајде или не, и тука ги губиме ние со оваа прекаријатна работа, нема услуги, нема што да прави освен, нели, како беше улична школа да се снајде, и тоа не е систем. Системот на снаоѓање не е структурен систем. Дополнително, сега ние од 15. Зборуваме за млади кои што да речеме, ги гледаме вака, нели, млад, па тој програмер, па нешто со моби. Аме не се сите млади деца такви, каде не се младите со попреченост, со физичка попреченост, со ментална попреченост. Каде не се младите од еднородителски семејства, каде што не можат да рачунаат на никаков приход. Една плата дома, што попрв. Значи, каде не се младите од руралните средини? Ние немаме сегмент кој што ги фаќа тие млади преку специфични услуги да ги донесе на ниво на излез од сиромаштија. Е сега, дека не е се црно, не е. Ние имаме младинска стратегија која што го гарантира учеството. Имаме во социјала, имаме додатоци за образование, детски додаток за семејствата и така натаму. Тоа се почитува, така? Така е. Ама никаде, никогаш не ги спојуваме да видиме што работи, што не работи. Ние си имаме парцијални политики и оваа стратегија што дава резултат не може. Што прави? Така? Вели, ќе го следиме целиот животен циклус, ама на начин што? Ќе намалиме детска сиромаштија преку гаранција за деца и програмата за гаранција со индикатори. Ќе намалиме младинска сиромаштија преку младинска гаранција, младинската гаранција како нешто што се следи. Ама има едно место и еден систем каде што се евалуира дали тоа работи или не работи. Кај нас тој систем фали. Нашата залажба уште од времето на кога Пешевски беше вице-премиер, беше да сиромаштијата не биде во Министерството за социјална политика, туку да се гледа како феномен на кој што влијаат повеќе аспекти и да се крене на владино ниво. Значи дали ќе има координативно ниво, еден задолжен човек, било како, некој треба тоа да го следи, да го мониторира и конечно да го адаптира за да работи.
И овие податоци многу добро ги знаат властите, така? Секако, затоа што тие веќе сработиле сегментирани парцијални програми. Нивните извештаи се тие од каде што ние црпиме податоци. И подобрување, не гледам каде би се смениле работите. Подобрувањето ќе се случи кога, како што и вели оваа стратегија, вие мора да имате, тоа нашиот закон за социјална заштита го предвидува, ама не работи. Значи, кейс менеджментот или работа по случај. Семеен социјален работник. Значи, не може вие да очекувате дека ќе дадете гарантирана помош и ќе му понудите еднаш работа и викате, еве и детски додаток ќе ви дадеме. И ќе ви дадеме енергетска субвенција, ама после ќе ви речеме, не, енергетска субвенција нема да ви дадеме, зашто парите ги трошите за јадење наместо на грејење. Тука ни пропаѓаат политиките. Значи, конзистентноста и долгорочното следење за извлекување од сиромаштија не недостасува. Идејата кај мултидимензионалноста и следење на животниот циклус е токму тоа. Во еден момент едно семејство може да биде од ризик од невработеност, меѓутоа веќе во следниот момент може ризикот да биде бездомништво, ако тој се вработи со ниски приходи. Јасно. Значи, тука некаде ни пропаѓаат дополнително, нам бездомништвото и енергетските аспекти не ни се поврзани со намалување на сиромаштија никогаш. До кога ќе чекаме дигитален систем кој што треба да биде поврзан, дали социјалната помош стигнува каде што треба, се користи како што треба? Дигиталниот систем е малце проблематичен во ЕУ, заради тоа што ни толку многу ги издигитализираа системите, што веќе нема човечки фактор. Не можат компјутерите да бидат толку сензитивни на разликите со кои што живеат семејствата, за да можат точно да определат дали некој треба или не треба да биде примател на некаква бенефиција. И од тука барањето на ЕАПН е да секогаш има директен контакт. Значи, јас се согласувам дека дигитализацијата е нужна, неопходна за да се намали процесот на доставување на документи, намалување на парични средства потребни за собирање на документи и така натаму. И тој систем до некаде си функционира, ама до некаде на некое ниво. Не е за се. Мислам дека дигитализацијата многу брзо ќе се направи, заради тоа што кај вакви системи многу е полесно да ги тргнете луѓето од систем по програма која што ги дискриминира и ги чисти по разни основи. И имате подобри резултати. И вие ќе намалите број на сиромашни, број на баратели на парична помош и така натаму. Како функционер сте успешен? Оно што мене ме плаши е дека ние ќе го направиме тоа така и брзо и дополнителен проблем ќе направиме кај семејствата кои што и сега имаат проблеми. Например, апликацијата за социјален стан, знам од колегите, дека е на ниво на пишување на научен труд. А очекуваме дека таму треба да аплицираат приматели на гарантирана минимална помош, дел од нив со едва и основно образование. Граѓанските организации се претворени во писарски служби и поддршка, за да може малку од малку овие луѓе да имаат како да аплицираат. Барем да аплицираат, да не бидат отфрлени од тоа дека апликациите им се погрешни. Дополнително тоа, нели, што има, што нема. Него, муабетот ми е, ако сакаме да манипулираме, најлесно ќе изманипулираме со дигитализацијата. И треба да бидеме малце вешти за што ќе употребиме, а каде ќе оставиме луѓе. Околу енергетската сиромаштија, имаме моменти и во оваа стратегија, така? Енергетската сиромаштија е приоритет на ниво на ЕУ. Генерално на Европска комисија, да. Кај нас засегната со овие кризи, претходната енергетска криза и сега со ова што се случува со војната во Иран. Кај нас Министерството за енергетика треба да биде носител на овие промени. Добро. Меѓутоа, малку тешко оди координацијата. Зошто? Заради тоа што нашиот систем сега е поставен дека за енергетска сиромаштија се подобни оние кои што се приматели на ГМП и 6 месеци добиваат енергетска субвенција. Во текот на грејна сезона. Во текот на грејна сезона, летно време не им треба да се ладат, може да подцркаат улемините бараки, нивни проблем. Нек си мафтаат со ладалци. Дополнително се прави програма за ранливи потрошувачи и сега тука е многу интересно како таа се програмира. И кои се ранливи, така? Пред некоја година им се даваше дополнителен финансиски прилив на семејството со ниски приходи по една шема, меѓутоа требаше како основ да бидат финансиските примања.
Добро. Сега веќе се финансиските примања, ама и дали се во некој од категориите, секоја година се менуваат категориите, сега се лица со кои што имаат членство по преченост или згрижувачки семејства. Значи само две категории од сите оние други кои што се соочуваат со ризик. Со проблемите. Така и се видете, пензионерите тука не ви се никако. А пензионерите најмногу ви плачат дека пензиите им се ниски и дека со трошоците на живот не можат да обстанат. Добра? Дополнително, Тие не се ризик. Тие не се во ризик. Дополнително, знаете ли што добиваат како дополна овие семејства во енергетска сиромаштија? Добиваат ваучер да купат инвертер. Сега, ако сте вие Министерство за енергетика, вам таа мерка ви е сосема логична, бидејќи вие намалувате загадување. Бидејќи овие веројатно горат дрва или не знам што. Ама ако сте некој кој што треба да ја плати струјата на крајот на месецот, вам би треба да имате во количина пари помалку, а не да смените еден со друг реагенс. И од тука тие политики го продлабочуваат јазот. Недобро програмираните политики го продлабочуваат јазот. Дополнително имаме сега нова стратегија за енергија и клима, каде што се дефинира ранливи потрошувачи, енергетска сиромаштија и така натаму, и тоа не е во фокус на Министерството за социјална политика. Не прилагодува тоа што се случува таму во програмите кои што треба тие да ги моделираат, дали како услуги, дали како субвенции, дали како поддршки. И сега слушаме на телевизија, цената на струјата се евидентира само во блокови, кој колку ќе троши, па повторно тоа е во дел на заштеда на енергија и не загадување, а не поддршка за да обезбедите доволна енергија да можете домот соодветно да го оладите или да го загреете, што по дефиниција е во енергетската сиромаштија. И секогаш енергетската сиромаштија е врзана со економската активност во домовите, има некој што работи, нема некој што работи, колку ви троши тоа што го имате дома. Значи вие ако имате, не знам, фрижидер од 62-ра, веројатно новиот инвертер нема нешто многу да ви помогне во животот, или доколку живеете во куќа од прадедови, новиот инвертер исто нема така нешто нема многу да ви... Ама тоа не се гледа. Затоа ова европска стратегија бара холистички пристап во намалување на сиромаштијата. Значи не е важно вие само колку пари ви влегуваат дома, него по кој основ и колку брзо излегуваат од дома. Од тука ние сега во овој момент немаме поврзаност на здравствените услуги со социјалните услуги, со образованието и со домувањето и со енергијата. И сега, ако имате хроничен болен дома, веројатноста дека парите ќе ви отидат во првите 15 дена од месецот е многу голема. Да. Во услугите кои што ќе ги добиете може да ви биде само социјална услуга, ама не и здравствена. Многу сме комплицирани и не е дека нема можности како да се решат, не постои политичка волја да тоа се реши. Зошто? Не ме прашувајте, не знам. Ќе прашаме тој што треба да го прашаме. Што е со компаниите, со приватниот сектор, со вработување на лица кои што се во сиромаштија? Има ли некаков план околу тоа? Оваа стратегија, меѓу другото... Понесителни околности околу даноци за компаниите, доколку вработат. Сега споменав дека оваа стратегија го таргетира и образованието. Образованието би требало да биде сегмент кој што ќе помогне да луѓето нели бидат полесно вработливи со квалификации потребни на пазарот, и тоа ќе ги поддржи компаниите во нивниот раст и развој. Нема потреба они да се мачат нешто многу, да направат инклузија на луѓето за кои што зборуваме. Од друга страна, компаниите се очекува дека треба да исплаќаат плати кои што се соодветни на достоинствен живот и се очекува да ја гарантираат безбедноста и сите права од работен однос кои што им следуваат на луѓето. И сега оно за кое што компаниите можеби ние малку ги закачкаме, тоа е дискриминацијата. Добро. Односно, они сите сакаат да имаат супер продуктивни, супер квалитетни, супер убави репрезентативни вработени. Меѓутоа? Ама, нам, во групата на луѓе во ризик од сиромашни и сиромашни, ни се луѓе со малку квалификации, ниско знаење, ниска продуктивност. Значи, луѓе кои што не може да ги ставиме во конкурентни. Од тука, бизнисите имаат сериозна улога во подобрување на квалитетот на живот на луѓето и во животниот стандард. Ние сега сме обседнати со тоа дека животниот стандард треба да го подобриме со минималната плата, ама не и квалитетот. Квалитетот на живот е нешто друго. Сосема е, да. И
намалување на сиромаштија сосема трето. Меѓутоа не ги гледаме компаниите како партнерски, туку ги гледаме само како оние на кои што треба да им земеме данок и кои што треба да пуштат плата. Оваа стратегија вика дека не може да се случи намалување на сиромаштија без соодветно финансирање и во финансирањето треба да се вклучи даночниот систем, треба да се види мега профитерските компании малку повеќе да рестрибуираат, меѓутоа во исто време да државата и нејзините социјални системи го дадат првиот импут да компаниите може полесно да абсорбираат вработени со соодветни квалификации. Значи, улогата на социјалните услуги, на социјалните предпријатија, на граѓанските организации, на училиштата, на се она што може да се организира како вертикална една линија, е да обезбеди поддршка на луѓето да можат да остварат права од работен однос. Сакам сега да се вратиме каде што почнавме. Ајде. Како Европската Унија ќе помогне на земјите кандидати во справување со сиромаштијата? Бидејќи оваа стратегија треба да важи и за нас како што се обидувате да го направите тоа. Значи, јас бев малку по-лоша во пристапот. Дали ќе има фондови, дали ќе има програми, како ќе ни помогне Европа? Јас дури сакав во моето првично излагање барав да во делот на оценувањето на кандидатскиот статус се анализира и како ние ја намалуваме сиромаштијата. Како рамка една. А не само политички дали ги исполнуваме ние. Да, дали сме донеле реформски закони или не. Дали не знам, економски добро играме, меѓутоа ајде да видиме се што правиме со сиромаштијава, не може да ни донесете сиромашни граѓани. Значи не дозволиво е како влада тоа да го направите. Европска Унија нам ни дава многу пари. Значи, социјалните станови се градени од европски пари. ИПА компонентите за развој на социјални услуги се европски пари. Многу европски пари се влезени во Македонија, кои што поддржуваат, можеби не директно намалување на сиромаштија, меѓутоа сите овие сегменти кои што јас ги зборувам. Значи, Европска Унија нам ни дава инфраструктурни пари за инфраструктурна поддршка во смисла реорганизирање на министерства, воспоставување на подобри услуги, подобри јавни сервиси за граѓаните, поголем пристап до можности. Ние не гледаме кај се тие пари. Да, тоа сега да почнеме кои се тие работи се направени. Кога ќе речам Европска Унија ќе продолжи да ни дава пари, за кого? Веројатно сите ќе го видат, ќе видат некој пат, некоја улица, некој коридор, некој немам појма, некој автопат кој што ЕУ треба да го направи, а во суштина милиони се даваат да се подобри животот на граѓаните. Преку ИПА компонентите, преку социјалниот фонд, преку не знам што, значи има многу пари кои што се тука. Она што треба да биде наша заложба како држава, ние рационално да ги искористиме тие пари. Зошто е важно што сега не има во овој документ е што сега се случува програмирањето на новата финансиска рамка што ќе важи од 2028 година. Добро. Значи ќе треба 26-27 да се заврши, 27-28 значи новите пари. Тоа значи дека ЕУ ќе продолжи да ни ги дава парите кои што ни ги дава и да ни ја дава поддршката која што ни ја дава и дополнително зошто оваа стратегија е важна затоа што она вели вие на земјите членки им вели мора да си направите национални стратегии и да си направите локални стратегии за намалување на сиромаштија согласно вашите потреби, услови, специфики, нели? Она што јас сакам нашата држава апсолутно, она што сакам нашата држава да го направи е да го земе овој модел на намалување на сиромаштија и да се охрабри да направи национален документ како сака нека го вика. Меѓутоа да знаеме дека тоа е документот по кој што ќе бараме ние европски пари, ама покрај името и пристапот во ЕУ на регионално ниво, значи во секторите за enlargement и cohesion, ние ќе имаме дел и во социјала. Значи пристапот кон ЕУ не треба да биде само внесување на нацијата, туку градење на достоинство помеѓу граѓаните кои што ќе станат европски државјани. Значи, ние во моментов имаме наратив дека нам ЕУ ни е само пречка до пари. А всушност? А всушност ние користиме европски фондови цело време. Дискусијата сега која што ни ја праќаат од таму е дека треба да се ревидира, ако не правите ништо пари, за што ви праќаме? Да.
Ама со оваа стратегија и со тој мал дел таму сме обезбедиле дека Европската комисија се обврзува да не поддржува во нашиот пат кон ЕУ со фондовите кои што досега ни биле на располагање и преку реформската агенда. Реформската агенда, например, има сериозен момент поврзан со енергетската транзиција. Која што од влада спомна дека многу нема да чепкаат, бидејќи многу се грижеле за граѓаните, субвенционирале струја, струјата која што ја произведувале била од јаглен, меѓутоа доколку се промени нема да може да финансираат, односно да субвенционираат, како што кажа премиерот. Енергетската транзиција е многу повеќе од производство на енергија. Енергетската транзиција е прво информирање на граѓаните за предностите, намалување на загадувањето, значи пред како зборував за квалитет на живот и животен стандард, вие може да ги имате најголемите пари на светот. Ако живеете до циментара, толку вие ќе бидете богат и веројатно здравието ќе ви биде нарушено. Во однос на енергетската транзиција, пакетите кои што се на ниво на ЕУ го опфаќаат и обновувањето на домовите во најголем дел, типот на енергија што се користи во домовите, организирањето на граѓаните да можат да учествуваат во енергетскиот пазар и така натаму. Значи ние не може да велиме енергетската транзиција не успева зашто немаме фотоволтаици на секоја куќа. Напротив, ако вие сте загрижени за потрошувачката на енергија, тогаш треба да обезбедите овие кои што не можат сами да го направат намалувањето да им помогнат. Дополнително во транзицијата ни е декарбонизацијата, значи тука ни се и мобилноста ни е тука. Па ние увезовме секаков крш школи и сега ако дојде време да се плаќа данок на јаглерот, кои сиромашни ќе плаќаат данок на јаглерот, значи ние имаме обратно поставена пирамида. Ние наместо да ги ставиме граѓаните во фокусот и преку нив да ја правиме енергетската транзиција, ние им дадовме се на бизнисите и не редистрибуиравме ништо до граѓаните. Во ред е што бизнисите се бават со големи енергетски проекти. Тоа е во ред, ама не е во ред што не се спушти ништо надоле. Така. Тука ни е нам проблемот. Кога ќе тропнете на Илинденска или ќе чекате Илинденска да ве повика вас? Не. Во моментов се случуваат консултации во платформата против сиромаштија, македонската платформа против сиромаштија. Сакаме да изработиме краток документ, наше видување предлог. Добро. Што од оваа стратегија сметаме дека треба да биде вклучено во политиката која што оваа држава ќе ја обликува, нема да кажам стратегија, кажувам политика која што ќе обликува за намалување на сиромаштија. И секако ќе тропнеме на Илинденска во поширок состав, би сакале да биде тоа, заради тоа што одговорностите за намалување на сиромаштијата не се само кај премиерот, ниту се само кај министрите. Тоа они се креаторите на политиките, затоа ги спомнав нив. Туку институционално, заедно со граѓанските организации и пред се со директна консултација со луѓето со искуство во сиромаштија. Она што оваа стратегија исто така го нуди е механизам на консултации, не информирање, не прес, не партиски митинг, туку консултација која што ќе знаеше директно вклучување на гласовите на луѓето кои што се засегнати од проблемите. Од кога имате средба, ќе ми ветите дека ќе не информирате што е епилогот и да знаеме. Веројатно вие ќе бидете информирани пред да отидеме на Илинденска, за да не бидете ветер во грб, како и секогаш новинарите се нашиот најголем поддржувач. Граѓаните исто така се луѓето кои што заслужуваат да знаат зашто тоа ние заговараме и зошто е важно да се биде седнат на главната маса во Брисел. Лиljana, ти благодарам што беше дел од Студио 10 денеска. Ви благодарам за остапеното време. Се надевам на позитивни резултати од средбата со властите. Почитувани, овде ќе направиме на кратка пауза, па го најавувам и третиот разговор.